Денеска во просториите на туристичкиот инфоцентар на Пониква се одржа петата редовна седница и последна за оваа календарска година на Советот на општина Кочани. На дневен ред се најдоа 9 точки кои советниците ги изгласаа и усвоија. За командир на полициската станица советниците го избраа Горан Јакимовски. Потоа советниците ги усвоија и предлог програмите за спорт и култура, како и предлог одлуката за организирање и субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Кочани и предлог програмата за дополнување на програмата за одржување и на општински патишта и улици во општина Кочани за 2018 година. Согласно СДОВ и одлуката за промена на вредноста на бодот на платите на вработените во комуналното јавно претпријатие Водовод и предлог одлуката за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2018 година. Прифатен и усвоен беше и предлог буџетот на општина Кочани за наредната година. На крајот на седницата градоначалникот на општина Кочани Никол Чејлиев имаше свое обраќање пред советниците и пред јавноста, во кое ги истакна досега реализираните проектни активности, како и плановите за наредната година. Првиот потек што мораше да се направи е ребалансот на буџетот. Поради фактите што произлегува од финансиската анализа на буџетот што го затекнавме на крајот од октомври. За жал, се соочивме со огромни долгови на училиштата и несредени состојби во образованието. Со многу напор постигнавме договор со економскиот оператор за превоз на ученици и успевавме краткорочно да подмириме дел од долгот и да одблокираме едно училиште. Договоривме и динамика за натамошно исплаќање на долговите. Тешкотиите во работењето доаѓаат и од долговите од кредитите, неисплатените позајмици од централниот буџет. Сепак, со домакинско работење, убеден сум дека работите можат да појдат на подобро. Решавањето на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје е уште едно од прашањата што граѓаните со нетрпение го очекуваат. Постапката за измена на режимот ја работиме со стручни луѓе од МВР, полициска станица Кочани и со надлежните за безбедност во сообраќајот. Најновата вест по ова прашање е што добивме согласност од СВР Кочани, односно СВР Штип, за измена на режимот на улиците Теодосије Паунов и Кејн на Револуцијата. Со тоа, на потекот од мостот кај шопинг центарот до кружниот тек, сообраќајот ќе се одвива двонасочно, а кружниот тек целосно ќе профункционира во вистинска смисла од утре 28.12. Од капиталните проекти што се во тек, продолживме со градбата на пречистената станица, како значаен капитален објект што го реализираме со донација од владата на Швајцарија, со која граѓаните ќе бидат во можност да добијат услуга за пречистување на отпадните води. На задоволство на сите вклучени страни, активностите напредуваат во планирана динамика, а тимот, составен од швајцарски и од локални експерти, работи на општото добро на луѓето од овој регион. Во однос на капиталните проекти сакам да истакнам дека се создадени сите предуслови за издавање на градежна дозвола и брзо отпочнување на градба на браната Речани, за што водиме разговори со владата на Република Македонија и од каде што очекуваме позитивен одговор.